денеска ексклузивно на Hype. Во преубавиот новогодишен интериер на Интермецо Music Bar ни гостува една од највпечатливите жени на сцената на диџеј, а тоа е Тами. Зборуваме за нејзиниот пат како жена диџеј, исто така и за музиката, инспирацијата, настапите, а исто и за животот. Живот помеѓу и љубов и професија, со диџеј Боно, со кого делат иста сцена и иста продукција. Тамара, најпрво да ти посакам добре дојде. Фала ти многу што прифати нашата понуда да бидеш денеска гостинка во Hype и морам да ти признам дека денеска прекрасно изгледаш. Фала ти, Марија, взаимни се чувствата и ти секогаш прекрасно изгледаш. Фала ти многу на поканата и мило ми е што сум секогаш дел од убаво друштво како тебе. Специфична професија за жена. Кажи ми како да се биде женско диџеј моментално во светот каде што еве машката популација е повеќе доминантна? Па искрено морам да признам доста предизвикувачки и возбудливо истовремено, бидејќи нели мора малку повеќе да се покажеш. Има доста предрасуди нели за жените дека не знаат да бидат диџеј или не може да бидат диџеј, па тука сме нели да ги увериме во спротивното. Тоа ми беше второто прашање. Сакам да те прашам од каков тип на предрасуди се соочуваш еве кога си на пример на сцена, на настап? Па види, има доста непријатности, но има доста убави моменти, така да има и свои предности и свои слабости нели оваа професија. Имало доста непријатни настани од типот, нели знае некој да дојде на бина, да биде малку непристоен или слично, но не се чисти тие моменти, така што се снаоѓаме, правиме некој баланс. Како и кога е откри твојата љубов кон еве светот на диџејот? Се инспирирав од една личност, односно мојот партнер, ќе го поздравиме во оваа прилика. Он ме инспирираше да сватам дека поседувам нешто во себе што не бев свесна дека го имам. Односно се што е поврзано со музиката, музиката е мојот јазик кој што го творам и се што е поврзано со неа, јас уживам да го работам, така што мило ми е што ме инспирираше мојот партнер да се пронајдам во нешто што не бев ни свесна сама дека го имам. Значи он те поддржува во сето ова? Апсолутно, поддршка во се. Како би го опишала твојот музички стил? Па, ако морам да го опишам во неколку зборови, таа би биле креативен, динамичен и специфичен. Креативен бидејќи имам доста простор да експериментирам со стиловите, динамичен затоа што секогаш се трудам нели да бидам на некој начин да одржам таа атмосфера и специфичен затоа што секогаш пробувам да вметнам нешто свое, односно да дадам свој печат на сето тоа. Кажи ми, кој настап ти е најнезаборавен досега и зошто е тоа така? Леле, искрено немам најнезаборавен, сите ми се незаборавни. Секој настап има своја магија и секогаш сум си поминала убаво бидејќи публиката на некој начин ме прифатила и тоа е она што ми е најважно, така што со добра публика секој настап е незаборавен. Како изгледа една твоја типична подготовка пред настап? Мислам дека како и на секоја жена, хаотично, шминка, фризура, бирање на аутфит, тоа ми е некако, ама искрено уживам во тој процес. Мора да има нов аутфит за секој настан, така да секоја жена што има таков момент, мислам дека ќе ме разбере. Отприлика тоа нема некој посебен ритуал. И обавезно мора да има музика дефинитивно. Да, кажи ми колку време се припремаш, еве на пример ако имаш настап од 8, колку време ти е потребно за ти да се спремиш, да се нашминкаш? Па види, зависи доколку немам пред тоа некој друг настан, саат, 2 сати максимум мислам дека се доволни, но ако сум во хаос, тогаш мораме да се снајдеме со времето и да експериментираме, така што некогаш знам дури во кола да се шминкам, кога немам време да отидам дали на шминкар или на фризер, се снаоѓаме. Кои жанрови ги вклучуваш во твоите сетови? Балкан хип-хоп, македонски хитови, all-time hits и жанр кој што морам да го вметнам, односно кој што морам да го нагласам е бајле фанк, тоа ми е омилен жанр и дефинитивно се трудам малку повеќе да им го наметнам публиката, затоа што е еден интересен и динамичен жанр и гледам дека добро реагираат на истото. Ако мораш да бираш меѓу сите тие кој ти е онака најомилен и со кој жанр најмногу би останала да пушташ музика и да се занимаваш со тоа? Види, сите стилови си носат некоја посебна енергија, така што не можам да изберам, ама бајле фанк дефинитивно ми е омилен. Што е најголемиот предизвик со кој што си се соучила во твојата кариера? Па види, има доста предизвици, но до сега не сум се соочила со некој, да кажам, голем предизвик. Можеби затоа што имам партнер кој што е нели диџеј, ме поддржува тука на некој начин ми е како да кажам како поддршка и заштита и ме води низ патот на диџејството за да не ги направам нели тие грешки што секој почетник ги прави. Дали си имала моменти кога мораше повеќе да се докажуваш? Мислам дека не треба да престанеме да се докажуваме, што и да правиме, што и да работиме во било која професија. Никогаш не престанам да се докажувам и секогаш се трудам да го давам нели оној максимум мој впечаток. Што би им препорачала еве на младите девојки кои што сакаат да станат диџеи? Да се охрабрите и да
доколку се решите да бидете диџејки, дефинитивно сторете го тоа, немојте да се двоумите. Дали да си најдат партнер како твојот, ева пример? Па види, тоа доста помага, стварно морам да кажам дека навистина доста помага кога имаш партнер со иста професија. Така што тешко е, но не мора да имаш партнер, ама доста помага, дефинитивно. Кажи ми, која песна секогаш ја крева атмосферата на подиумот? Гасолина, дефинитивно. Мислам дека секоја журка Гасолина има нека многу динамична енергија. Како се опушташ кога не си зад пултот? Па самото тоа ме опушта искрено. Самото тоа кога ќе застанам позади пултот, ги гасам сите моменти и си викам, окей, тоа е тоа, мора да се покажеш, мора да им ја даеш твојата максимална енергија на луѓето. Да, а ако не беше диџеј, на пример, што би сакала да се занимаваш? Што е поврзано со музиката би ме интересирало и дефинитивно можеби понатака во иднина би се преферила на нешто друго, но моментално се што е поврзано со музика, дали тоа како диџеј, како пеачка или слично, би го работела и не би тргнала по нека друга професија. Еве да презговараме малце за твојот приватен живот. Како е да делиш љубов и професија со партнер кој што исто така е диџеј, диџеј Бона? Возбудливо, интересно затоа што морам да го кажам ова дека од секогаш ми било желба да имам партнер кој што ќе дели иста професија со мене, особено музика, мислам дека тоа е на некој начин дел од мојот сон, кој што веќе на пола пат си го остварив. Како успеавте да направите баланс меѓу приватниот и професионалниот живот? Па добро, диџеј Тами и диџеј Бонос се други на стејдж, а Тамара и Боријан се сосема други личности, така што имаме некој баланс и никогаш не ги мешаме приватноста и бизнисот. Кога сме на стејдж, ние сме скроз професионални, кога сме дома, сме си опуштени, така што имаме тотално така некоја хемија. Дали често се разменувате идеи, совети за сетови и за музика? Па да, дефинитивно да, имаме доста. Само морам да кажам дека он има поголемо искуство нели од мене, па доста барам помош и идеи од него за сетови, за музика, од каде да црпам инспирација, како да научам нови работи околу диџејството, така да дефинитивно да. А Ива, колку време ти требаше заедно со него да се научиш, да станеш диџеј? Колку време он ти помагаше во тоа? Секогаш ми помагал, уште на почетокот беше многу упорен, дури поупорен од мене, дека можам да го правам ова што го правам сега. Така да не ми требаше долго време, затоа што кога учиш од професионалец, ќе научиш за брзо време. Кој од вас двајца е поголем перфекционист кога станува збор за музика? Дефинитивно Борина. Значи, искуството си го прави своето, нели, годините, он е скоро 10 години, може и повеќе диџеј, така што дефинитивно Боријан. Како публиката реагира кога ве гледа заедно на сцена или пак на ист настан? Убаво, секогаш не прифаќа, секогаш добиваме нели она убав фидбек, така што убаво е чувството, навистина да. Мислам дека луѓето не сакаат кога сме заедно на стејдж. Дали повеќе се радуваат кога ќе излезете заедно или пак некој посебно кога настапува? Мислам дека подеднакво, но дефинитивно нели кога сме заедно сме посилни како тим, така што мислам дека не се радуваат многу кога не гледаат заедно. Дали некогаш сте имале музички несогласувања дома? Па, дефинитивно не, да, секој си има нели свој стил и си има некои своји, како да кажам, ставови околу музиката, но до сега дефинитивно не сме се случиле со некој несогласување околу музиката. Кој прв пушта музика кога сте заедно приватно? Зависи, искрено зависи од атмосферата, зависи од моментот, претежно кога сме заедно на стејдж или кога имаме заеднички настап, ние се фокусираме нели на пеењето, така што не менува многу, нема разлика, никогаш он, никогаш сум јас, се договараме околу тоа. И како за крај би сакала да те прашам, каква е Тамара дома, односно кога е зад камерите? Тамара зад камерите и Тамара пред камерите е горе-доле нели истата личност. Диџеј Тамара на некој начин е алтер его на Тамара, но Тамара дефинитивно е многу поопуштена зад камерите, сака да ужива после настап, да пушти Netflix and chill и буквално да се одмори и да собере сила за следниот настап. Фала ти премногу на искрените одговори. Фала ти, Марија, ми беше мило што бев дел од овој интервју. Баш ти благодарам за поканата и се надам ќе се дружиме во следни прилики. Здраво на сите, со вас е диџеј Тами, а вие гледате Hype Македонија.